името ви? Жена беше создадена од реброто на мажот. Не беше создадена од главата, па да владее со него. Ниту од неговите стопала, па да ја гази. Беше создадена од неговото ребро за да ја заштитува под мишката и да биде близу до неговото срце за да ја љуби. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. Почитувани сограѓани, драги жители на Кочани, добра ви вечер. Изборот на жетврска убавица веќе е цврсто етаблиран на мапата збитнувања во Кочани за време на манифестацијата Денови на Оризот. Така и треба да биде. Добрите традиции треба да се негуваат и да се продлабочуваат. Особено ни е драго што од година во година се поголем број на девојки ја препознаваат и ја поддржуваат оваа манифестација со своето учество. Некои можеби сметаат дека изборот за убавица со било каков преднаслов ја деградираат и ја опредметуваат личноста на жената, сведувајќи ја само на нејзината појавност. Тоа секако не е точно. Дали надпреварот во брзо трчање, например, ја деградира личноста на тркачот? Не. Бидејќи зад неговиот резултат стојат сите часови напорно тренирање, откажување, упорност, сила на умот. Исто е и со убавината. Ние сите се раѓаме убави, совршени, создадени според ликот Божи. Но за да се сочува, да се негува и да се возвиши таа убавина, потребен е труд. Потребно е да се работи на својата личност, не само на изгледот, туку и на внатрешниот свет, на онаа искра што свети во нас и ја топи темницата на несвесноста за себе и светот претварајќи ја во сознание. Сите луѓе се убави, и мажите, и жените. Но женската убавина од секогаш била посебно почитувана, затоа што жените се портата на животот. Значи, кога ја славиме убавината на жената, ја славиме најголемата скапоценност, го славиме животот. Вечерва ќе ни се представат 14 девојки. Иако само една од нив ќе ја понесе титулата жетврска убавица, сите тие се принцези. Нивната младост е круна врз нивните глави. Да ги поздравиме со аплауз. Со нас
вечерва, освен 14 убави девојки, е и убавата музика. А за неа ќе се погрежи етно джез триото од Кочани, кои ќе бидат придружен дел во текот на целиот уметнички перформанс и преубавата Кристина Арнаудова, која ќе ја проследиме со песни од својот репертоар. Да ги поздравиме и нив. Ќе бидеме придружувани од етно трио джез, а сега најнапред да почнеме со највозбудливиот дел. Да ги проследиме сите 14 убавици. Се слушувате, нели? Започнеме со редниот број 1. Јована Јорданова. Јована Јорданова има 15 години, живее во Кочани, учи во СОУ Љупчо Сандов. Обожава да шета низ светот, да глуми и да запознава нови личности. Членува во детското драмско студио при Центарот за култура Бели Могри. Себе си во иднина се гледа како добар дизајнер за интериерно уредување. Како и сите млади во слободно време, сака да се забавува и да се дружи. Низиното мото е пријателството го дуплира задоволството, а ја дели тагата. Пријател е некој кој знае се за тебе и се уште те сака. Број 2. Љупка Ѓоргиева. Има 14 години, живее во Кочани, ученик е во Никола Карев, член е на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Нејзино хоби е играорната, а нејзино мото е биди си верен себе си, ќе бидеш верен кон сите и кон животот. Реден број 3. Ивана Демарџиева. Ивана Демарџиева има 16 години, доаѓа од Кочани, ученичка е во СОУ Јане Сандански Штип, втора година медицинска сестра. Нејзиното хоби е членување во играорниот ансамбл Кочани од Кочани. Исто така тренира и кошарка. Нејзината животна желба е да биде успешна докторка, сопруга и мајка. Нејзиното мото е смејмо се на животот. Реден број 4. Ивана Ѓоргиева. Ивана Ѓоргиева има 17 години, живее во Оризари, ученичка е во трета година на СОУ Јане Сандански Штип. Таа ја сака медицината, а особено стоматологијата. Својата иднина ја гледа како успешен протетичар, планира и собствена ординација. Во животот ти се случувало да ја сакаат, да треба некому, да ја користат, да ја остават, да ја озборуваат, да ја мразат, неправедно да ја судат, да ја спасуваат, да ја кршат. Но сето ова ја изградило како личност. Нејзиното мото е повредиме со вистината, но никогаш не тешиме со лагата. Реден број 5. Симона Арсова. Симона Арсова има 22
2 години живее во Долни Подлог, студент е на англиски јазик и книжевност во Штип. Хоби – да патува и да контактира со луѓе од различни земји. Омилена мисла – луѓето се познаваат не според облеката што ја носат, туку по добрината на срцето и сјајот на очите. Реден број 6. Моника Митева. Моника Митева е од Кочани, има 15 години, учи во СОУ Ванчо Праке во Виница. Хоби е фолклорот, член е на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. И тоа повеќе од 8 години. Многу сака да патува, да слуша музика, динамична и сака да дизајнира. Животна желба е да живее во некој од западните земји, например во Швајцарија, и да работи како архитект. Се согласува со фразата: го бараме она што го немаме, го зборуваме она што не го мислиме, го правиме она што не го сакаме и ги сакаме оние на кои не им значиме. Реден број 7. Симона Ѓоргиева. Има 17 години, родена е во Струга, живее во Кочани. Ученик е на СОУ Јане Сандевски Штип, во 3-та година смер забен техничар. Се надева дека еден ден ќе биде еден од најдобрите стоматолози. Сака поголемиот дел од времето да го поминува со пријателите. Најмногу од се ја предпочита искреноста. Верува дека добри пријатели, добри книги и будна совест се идеалниот живот. Понекогаш е безкомпромисна, но сепак се смета дека принцот на бел конј треба да ја сака таква каква што е. Верува дека адут на девојката е искрената насмевка, а не облеката. Реден број 8. Марија Лаковиќ. Има 15 години. Учи во СОУ Љупчо Сантов во 1-ва година. Член е на детското драмско студио при Центарот за култура Бели Мокри во Кочани. Сака да вози ролери и велосипед, да слика и глуми. Таа е уметничка душа и ја привлекува секако вид на уметност. Има авантуристички дух и многу сака да патува низ светот. Себе си се гледа како актерка. Нејзиното мото во животот е: залудно оди, залудно не седи. Реден број 9. Дијана Сребренова. Има 17 години, ученичка е во СОУ Љупчо Сантов во Кочани. Ги сака економските науки и еден ден себе си се гледа како успешен менаџер. Својот живот го замислува со можност да патува низ светот, да запознава популарни личности, да се запознава со знаменитостите, да ужива во убаво друштво и убава музика. Нејзиното мото е: долови го секој миг од животот. Реден број 10. Нена Филипова. Има 15 години, живее во Кочани, ученичка е во СОУ Љупчо Сантов и член е на фолклорниот ансамбл Кочани од Кочани. Нејзино хоби е фолклорот. Нејзиното мото е: да прочиташ книга, треба да си писмен. Да прочиташ човек, треба да си интелигентен. Реден број 11. Сања Левкова. Има 19 години. Има завршено во Љупчо Сантов. Хоби е возењето ролери, сака да чита и да се дружи со пријателите. Член е на фолклорниот ансамбл Мокри и сака да патува низ светот и да ја представува својата земја преку фолклорот и убавината. Според неја, жената не може да биде совршено убава само со надворешната убавина, туку и со внатрешната. Реден број 12. Ивана Василкова. Има 17 години. Живее во Долни Подлог, ученичка е во СОУ Љупчо Сантов Кочани. Во
слободното време чита книги, свири на гитара, се дружи со пријатели, спортува, сака многу да слика и да патува. Ја сака и техниката и затоа се гледа себе си како иден програмер. Нејзиното мото во животот е: потрагата по сонот е копнеш по бесконечноста, а секое ново утро триумф на постоењето. Реден број 13. Јована Шуманова. Има 16 години, ученичка е во 3-та година со Јане Санденски во Штип. Во фолклорниот ансамбл Кочани членува повеќе од 6 години, ја сака медицината, а посебно фармацевтските науки. Себе се гледа како иден фармацевт. Во слободното време сурфа, вози велосипед, игра кошарка, се забавува и се дружи со пријателите. Нејзиното мото е: во здраво тело, здрав дух. Реден број 14. Александра Ѓоргиевска. Има 16 години, учи во Емаутс Гошо Викентије во Кочани, ја сака песната и танцот, посакува динамичен живот исполнет со многу случувања. Таа себе се гледа како успешен програмер. Нејзиното мото: животот не се мери со секунди, туку со моментите кои не исполниле со среќа. Почитувана публико, тоа беше првото представување на нашите убавици. Сега уживате во музиката на Етно Трио Джез и се гледаме повторно за некоја минута.
Продолжуваме понатаму со второто представување, односно со вториот круг на нашите убавици. Подреден број 1. Јована Јорданова. Не ми пречи што живеам во машкиот свет, се додека во него можам да бидам жена. Не се бои од снегот за своите домашни, зашто за сите деца има по 2 облеки. Реден број 1. Јована Јорданова. Реден број 2. Љупка Ѓоргиева. Жената стои како капија на излезот и на влезот во овој свет. Мажот е славен на вратите, каде што седи со земните старешини. Реден број 2. Љупка Ѓоргиева. Реден број 3. Ивана Демарџиева. За мажи без жени нема, не постои рај ниту на небото, ниту на земјата. Без жените не би имало сонце, месечина, земјоделство, ниту оган. Ткае платно и го продава, и дава појаси на траговецот. Реден број 3. Ивана Демарџиева. Реден број 4. Ивана Ѓоргиева. Ако ве победува жена во тенис, сменете го спортот. Ако ве победува во бокс, сменете ја жената. Мирисот твоите масла е попријатен од сите ароми. Реден број 4. Ивана Ѓоргиева. Реден број 5. Симона Арсова. Во љубовта, како и во војната, правото секогаш е на страната на посилниот. И затоа жената која ја сакаме секогаш ќе биде во право. Со рацете посегнува по предилката и со прстите го држи вреденото. Реден број 5. Симона Арсова. Реден број 6. Моника Митева. Жената треба да биде 2 работи: отмена и прекрасна. Ја отвора својата дланка на бедниот и испружува рацете кон оној кој има потреба. Реден број 6. Моника Митева. Реден број 7. Симона Ѓоргиева. Жената е единственото суштество кое може да плаче и да се смее за истата работа, а честопати и во исто време. Гледа како и напредува работата, но ќе не и се гасне светилката. Реден број 7. Симона Ѓоргиева. Реден број 8. Марија Лаковиќ. Силата на жената произлегува од факт што ни психологијата не може да го објасни. Мажите може да се анализираат, а жените само да се обожаваат. Со сила ги опашува своите бедра и ги зајакнува своите мишки. Реден број 8. Марија Лаковиќ. Реден број 9. Дијана Сребренова. Со жена се расправа срцето, не умот. Ако забележи нива, ја купува. Со поглед
и со плодот на своите раце сади лозија. Реден број 9, Дијана Сребренова. Реден број 10, Нена Филипова. Убавината на жената е во нејзините очи, оти тие се врата на нејзиното срце, место каде љубовта живее. Таа станува уште во ноќ да ги храни своите домашни и им одредува работа на своите прислушнички. Реден број 10, Нена Филипова. Реден број 11, Сања Левкова. Кога очите на жената се замаглени од солзи, тогаш мажот е тој што не гледа јасно. Таа е како трговски брод, оддалеку го донесува својот лет. Реден број 11, Сања Левкова. Реден број 12, Ивана Василкова. На светот не постојат грди жени, постојат само жени кои не се свесни дека мала заложба може да ги претвори во убавици. Набавува волна и лен и вешто работи со своите раце. Реден број 12, Ивана Василкова. Реден број 13, Јована Шуманова. Ако не постоја жени, драгоцените камења ќе беа обични светкави каменчиња. Таа му прави добро, а не зло, во сите дни на својот век. Реден број 13, Јована Шуманова. Реден број 14, Александра Ѓоргиевска. Жената настанала од машкото ребро, а не од неговите стопала за да се гази по неа. Не од неговата глава за да се владее со неа. Туку од колкот за да му биде еднаква. Од рацете за да биде заштитена и покрај срцето за да биде сакана. Мажовното срце се надева во неа и неќе му не достига печалба. Почитувани, тоа беше и второто излегување и представување на нашите девојки. А сега, чест и задоволство ми е да ви ја представам и нашата вечерашна гостинка, Кристина Арнаудова. Добро вечер, Кочани! Многу ми е драго што ова вечер сум тука со вас. Многу одамна не сум била во Кочани. Драго ми е што сум на отварањето на овие кочански денови на Орис. Гледам дека оваа манифестација е многу забавна и убава и дека вечерва имаше тука прекрасни девојки. Не знам како ќе се одверат, бидејќи секоја беше многу убава. Јас се надевам дека вечерва и вас ќе биде убаво со мене и со мојата музика. Ја ќе дадам се од себе тоа да биде така. Ќе пеам вечерва дел од моите песни, а за крај и нешто изворно народно, бидејќи ова вечер гледам дека публиката сака и нешто такво. Може да почнеме. Si izvor voda da te razveja, da si slave i pile da te natmeja,
сонце да те изгреја, да си јазган ветер да те развеја, да си чеме отров да те испија, да си срце вгради да те изгина, да си чеме отров да те испија, да си срце вгради да те изгина. Една ног ме зема, а сега те нема. Како лист ме скина, животот ми мина. Ова песна е преработка на една легендарна македонска песна. Да си мерак песна, минатата година ја преработивме со Васил Хаджиманов и ни гостуваше Гаро и сум горда на ова моја преработка, бидејќи мене ми беше омилена песна и ми беше желба да ја отпеам. Можеме да одиме понатаму со една песна која што се вика Само еднаш и е мојот сингл од минатата година. Јас се надевам дека го знаете. Ајде. Се сеќавам на ноќта кога плаче за нас, беше ладна зима, снегови паѓа. Се сеќавам ме остави без ниеден збор, долго време мисле виновна јас сум. Се сеќавам на денот кога замина ти, среќен ден за некој посрекни ми години. Те прашав само, каде ли замина се, имавме љубов, планини да помислиме. А лесно не да живееш сам, молчам со години, не кажувам. Илјада приказни, а ниедна моја. 4 зида, јас и тагата, а љубев само еднаш. Јас те љубев тебе, само тебе ти признавам. И плачев само еднаш, јас плачев по тебе, сите солзи ги изплакав. И зема се од мене, ти за никој друг ни малку љубов не остави.
си тагата, а љубев само еднаш. Јас те љубев тебе, само тебе ти признавам. И плачев само еднаш. Јас плачев по тебе, сите солзи ги изплака. И сега се од мене ти, за никој друг ни малку љубов не остави. А љубев само еднаш. Јас зошто Боже, зошто него го љубев јас. Него го љубев јас. Се сеќавам ноќта кога плачев за нас. Ладна зима, бели снегови Ова песна која што сега ја отпеав беше и е една од мои омилени песни, песна која што сама ја напишав и носи една приказна која што ја сакав да ја раскажам и да ја чујат сите. Сега следува нешто, фала ви многу. Сега следува нешто мое малку постара, да слушнеме што е наред. Ајде, немам срце за друг. Ајде сите деца со мене тука на сцена, кој сака да игра. Ајде да видам кој не се срами. Се срамите, а? Ајде, ајде. Дидарки, ти се срамаш, значи. Нема врска, ти не се срамиш, ти играш со мене. Wake up, ставам и знам, ке го облечам пак, коле пустана длани. Патам стомак и врат, капка завеси пак, остануваме сами. Немам срце за друг, и се вртам в круг, те замислам тебе. Ајде сите! Сега времето е за друг, за моето срце. Како се викаш ти? Јас имам синко тука. Сега знам кој е кој, ти си чуварот мој, ја чуваш мислата моја. Ајде, дечиња. Чуваш слики од нас и ме викаш на глас, јас со ноќта те слушам. Немам срце за друг и се вртам в круг, те замислувам тебе. Немам време за нас, сега времето е затвор за моето срце. Најубавата публика на свет. Така ли? Браво!
на друштвото. И беше чест што бев овде со вас на вино. Хвала ви. Нема хубава публика од дечињата. Ја посебно сега ги сакам. Од кога станав мајка, мислам дека сите ги сакам како мајка. Како и да е, понатаму одиме со нешто кое што не сум сигурна точно што е, ама ќе чуеме се. Голи во срцето. Нема никој повеќе. Одамна градот спие, само ние двајца скитаме. Во мракот кај што веќе нема никој друг. Само светлата не следа нас во совршен круг. Секаде сета љубов од нас зрачи. Само ти ми значиш, да, ние сме сами доволни за се. Голи во срцата, а срцата не будат секаде. Дај затвори ја вратата од овој свет. Дај затвори ја, зашто ние сме доволни за не. Надвор од времето сме двајцата. Одиме длабоко во ноќта која не очекува. И како луди сме од месечината. Вечерва пълна месечина. Одвиени од Господа и од убавината. Насекаде сета љубов од нас зрачи. Погледни ме, само ти ми значиш, да, ние сме сами доволни за се. Голи во срцата, а срцата не будат секаде. Дај затвори ја вратата од овој свет. Дај затвори ја, зашто ние сме доволни за не. Секаде сета љубов од нас зрачи. Погледни ме, само ти ми значиш. Да, ние сме сами
Следува една песна која што мислам дека сите овде ја знаете, се вика Прашина, е нешто постаро. Имам чувство како вчера да сум го испеала. Може да одиме. Широко отворени пред мене ти, нејасно се губиш како во магла, те снегува во мојот свет без зидови, ти стави зид, од тебе нема само прашини. Ветер оди ми фрла в лице, земја не гледа, ме гуши здрав сон во прашина. И што си ти, што сум јас, зрно прашина. Фала ви на вас, деца, уште еднаш, што ми го разубавивте овој настан. И можете уште мал, ако знаете да играте и народно, можете да останете уште малку. Знаете ли оро да играте? Ето, можете да останете тука. Затоа што сега следува нешто македонско изворно старо, нешто кое што јас од срце сакам да го пеам, а го снимам во живо со оркестарот на Алфа телевизија и со чолгиите. И може да видите, да.
слушнаа како пеам народно, а некои воопшто не знаат дека јас имам посебна, всушност, страст кон изворната народна музика и имам желба наскоро да чуете и да видите еден проект сниман токму со еден ваков оркестар во кој што јас пеам изворна македонска народна музика. Мислам дека она кој што го има Македонија треба да се негова и не сме да се заборави. И треба овие мали деца да научат каква музика имаме и како се пее таа. Значи да, пееме модерна поп музика, но имаме и наша македонска која што треба да знаеме како да ја негуваме. Следува уште една таква песна. Фала и многу. Јас се надевам дека баре малку ви ја разубавив оваа вечер и ми беше многу драго што бев вечер овде со вас. Мене ми беше вечерта многу убава, фала ви на вас. Сакате уште една? Ајде, може, да. Уште една народна. Фала ви многу. Фала. Ја морам да кажам дека вечерва сум тука благодарение на општина Кочани и фала им за тоа задоволство што вечерва ми дозволи да се дружам со оваа публика. Уште една песна која што е снимена со македонските чалги и се вика Туѓината пуста да остане. Ајде. Beto
наскоро на Макфест и се надевам на Скопски фестивал. Значи следува уште нова музика од мене. Ова што пеев народно вечерва не значи дека ќе престанам да пеам забавно. Фала и многу на сите. Бевте прекрасни вечери. И благодариме на Кристина Арнаудова. Верувајте ми дека со последната незина изведба нашите убавици веќе го свртија орото позади сцената. Затоа што веќе и се врти последниот круг на нашите убавици. Реден број 1. Јована Јорданова. Мудро ја отвора својата уста и побожна наука и е на јазикот. Реден број 1. Јована Јорданова. Реден број 2. Љупка Ѓоргиева. Внимава на поведението на своите домашни и не го јаде левот на мрзливоста. Реден број 2. Љупка Ѓоргиева. Реден број 3. Ивана Демарџиева. Незините синови се подигаат и ја нарекуваат среќна и незиниот маж ја вали. Реден број 3. Ивана Демарџиева. Реден број 4. Ивана Ѓоргиева. Многу жени беа добродетелни, но ти ги надминуваш сите. Реден број 4. Ивана Ѓоргиева. Реден број 5. Симона Арсова. Миловидноста е лажлива, убавината е суетна, жена со страв од Господа заслужува пофалба. Реден број 5. Симона Арсова. Реден број 6. Моника Митева. Ајде од плодот на нејзините раце и нека нејзините дела ја прославуваат на вратите. Реден број 6. Моника Митева. Реден број 7. Симона Ѓоргиева. Не ја посакувај истата желба повеќе пати. Посакувај ја еден пат, а обиди се повеќе пати да ја исполниш. Реден број 7. Симона Ѓоргиева. Реден број 8. Марија Лаковиќ. Без поглед на тоа дали те отфрлил животот или коњот од седлото, веднаш врати се назад. Реден број 8. Марија Лаковиќ. Реден број 9. Дијана Сребренова. Љубовта е утеха во тагата, мир во немирот, одмор во исцрпеноста, надеж во очајот. Реден број 9. Дијана Сребренова. Реден
Реден број 10, Нена Филипова. Сама си шие покривачи, се облекува во лен и во црвено сукно. Реден број 10, Нена Филипова. Реден број 11, Сања Левкова. Од убиство на животни до убиство на луѓе има само еден чекор. Реден број 11, Сања Левкова. Реден број 12, Ивана Василкова. Како што огнот не се гаси со оган, така ни злото не се гаси со зло. Реден број 12, Ивана Василкова. Реден број 13, Јована Шуманова. Кога веруваш во сопствениот пат, нема потреба да докажуваш дека другиот е погрешен. Реден број 13, Јована Шуманова. Реден број 14, Александра Ѓоргиевска. Кој нашол добра жена, ја нашол среќата и добил милост од Господа. Реден број 14, Александра Ѓоргиевска. Младоста и убавината се две неразделливи нишки кои несомнено вечерва се дел од оваа манифестација. Ова е третиот круг на представување на нашите убавици во народни носи. Сега додека жирито одлучува кој што е во состав: Голубинка Ѓоргиева, општина Кочани; Љупка Гицова, општина Кочани; Александра Димитрова, ликовен уметник; Ненад Василев, моден дизајнер; Весна Величкова, стилист. Додека ја чекаме нивната одлука, би сакала да напоменам уште неколку работи. Манифестацијата ја помогна козметичкиот салон Miracle со награди за козметички третмани за убавиците. Исто така награди обезбеди парфермеријата најдина од Кочани. Оваа година за здравата животна средина се погрижи чуварот на вашата околина Екопакт Хит од Кочани, кој овозможија манифестацијата, особено дегустација на закуска од ориз, да се спроведе без загадување на околината, и благодариме што се дел од оваа наша манифестација. Тоа ја
најузбудливиот дел. Уште еднаш може да ги погледнете овие наши 14 убавици. Се надевам дека сите се возбудени, а ова е нашата минатогодишна четврска убавица. Да ја поздравиме со еден аплауз. И благодариме на момците. Значи, втора придружничка оваа година е Симона Георгиева. И честитаме. Прва придружничка е Јована Јорданова. Пред да ја прогласам жетварската убавица за 2013 година, секако ќе го замолам господинот градоначалник Радко Димитровски да повели на сцената за да може да ја круни со жетварската убавица. Следува крунисувањето и на првата придружничка. Жетварска убавица за 2013 година е Моника Митева. Им честитаме на нашите убавици. Секако, повелете да се фотографирате. Втора придружничка Симона Георгиева, прва придружничка Јована Јорданова и жетврска убавица за 2013 Моника Митева. На сите наши учеснички вечерва им благодариме, се надеваме дека и следната година ќе бидат со нас. Ви благодарим и на сите вас што вечерва бевте дел од оваа несекојдневен избор и што со своето присуство ја збогативте програмата. Довидување до следната година, ве покануваме идните денови да ни се придружите и на другите настани во чест на деновите на Оризонт. Довидување до следната година. Целата манифестација помина одлично, еве одлична е атмосферата вечерва. Од 14 пријавени жетварски убавици ја избравме жетварската убавица. Навистина имаше многу голема конкуренција оваа година. Сите 14 девојки беа убави. Само сакам да нагласам дека ова е настан кој што представува необичен избор на убавица, туку тоа е еден уметнички перформанс во кој што се обидуваме да направиме спој меѓу традицијата и современото преку убавината, фолклорот, музиката, а за тоа ни помагаат секако убавите девојки кои ги има многу на број во Кочани, а дека е така покажува и оваа вечер. Јас сум Симона Георгиева и многу ми е мило што сум избрана за втора придружничка на жетварската убавица. Се надевам дека ќе имам можност повторно да учествувам и ово беше неочекувано покрај целата конкуренција. Многу сум задоволна. Дали чуваш во фолклорна ансамбл? Не. Добро. Кои се твоите амбиции за понатаму? Па
Па се надевам дека ќе се множат овие победи. Се најубаво. Јована Јорданова не членува во никој фолклорен ансамбл, но затоа сака да биде внатрешен дизајнер. Прва придружничка за 2013 година. Како се чувствуваш? Дали си задоволна од наградата? Јас сум презадоволна, навистина сум многу среќна што сум токму прва придружничка. Не победничката, така? Да. И многу ми е мило, бевме сите супер, многу бевме убави и благодарам на сите. Жирито имаше навистина тешка задача. Сите сте убави. Да, бевме сите добри, убави. Така да, дали и понатаму ќе продолжиш со манекенството, дали ти ова прво представување како манекен? Да, ова ми е прво представување, но потоа можам да продолжам исто така. Но и се гледаш како дизајнер. Да. Да успееш во твоите амбиции, честитки за наградата. Благодарам многу. 15 годишната Моника Митева од Кочани е жетврска убавица за 2013 година. Навистина е прекрасна и ќе се согласите да биде жетврска убавица за оваа година. Моника, најпрво честитки за наградата и навистина ја заслужуваш оваа прва награда. Ви благодарам многу. Дали си задоволна? Нормално дека си задоволна и дали ќе знаеш да жнееш орис? Да. Ќе се обидеш ли да ја зажнееш првата ракатка орис? Да. Кажи ми, долго ли се подготвуваш и дали ја очекуваше наградата? Па се подготвував долго, не очекував оваа награда. Така, добро. Сега си задоволна и си среќна? Да. А колку си години член во фолклорниот ансамбл Кочани? Па повеќе од 8 години сум член во фолклорниот ансамбл Кочани. Да. А ти ја имаш природната убавина, така ли? Зрачиш со позитивност.